Токму поради тоа и Сојузот на синдикатите на Македонија од почетокот на годината имаше одвоени средби со владата неколку пати, еднаш неделно, сигурно, на кои ги укажувавме овие проблеми и недостатоци. Им кажувавме дека законот мора да се промени за да има законска објава на минималната плата, дека комисијава мора да се формира за да има економско-социјален совет кој ќе дае мислење. Во минатото ќе потсетам за 174 денари, ако не се лажам, не надгласаа работодавачите и владата и минималната плата во одреден период се зголеми за 174 денари. Дури и председател Благо Ралповски беше тогаш против. Во друг временски период за 2806 денари владата и ССМ ги надгласаа работодавачите за да се зголемат минималната плата и другите плати за 2806 денари, но секој пат било со мислење на економско-социјалниот совет. Кога го елиминирате диалогот, тоа значи дека се приклучувате на земјите од источниот блок. Во моментот јас се информирав преку меѓународната организација на трудот и преку Европската и меѓународната конфедерација на синдикатите. Економско-социјален совет, односно социјален диалог не се води во Белорусија и во Молдавија. Последно е во Молдавија и Македонија е третата земја во Европа каде што владата се обидува да ги нападне синдикатите, да ги елиминира од синдикалната сцена, мислејќи дека ако го нема слободен, ако го нема Сојузот на синдикатите на Македонија, дека сите ставаме автоматски розови ночари и сите живееме супер среќно и весело и тоа што веројатно мислате дека друг никој нема да се побуни. Меѓутоа имаше една изрека, вели дојдоа по едните никој не се побуни, дојдоа по другите никој не се побуни, кога дојдоа по мене немаше кој да се побуни, да не ја цитирам целата. И мислам дека работниците веќе се освестени, имајќи во предвид дека и од почетокот на годината организиравме 5-дневен протест на вработените во министерствата кои излегоа без оглед на тоа од која политичка опција се и си побараа додаток на плата од 30%.